Загубата на ќерката во трагедијата во Гочанската дискотека ја скршила Александра Соколова. Потребна е подкрепа за да научи да живее во новата реалност без своето дете. Таа е психолог во основното училиште во село Зрновци. Но за да се врати на работа, побарала стручна помош од своите колеги. Вели дека ова е рана која нема никогаш да зарасне. И тогаш, кога веќе нема да има солзи, болката и тагата по Стефанија никогаш нема да исчезне. Затоа е свесна и самата. Голема е загубата, празнината никогаш нема да исчезне, тоа е голема длабока тага, меѓутоа во овие моменти, во целата оваа организација, голема благодарност до сите мои колеги кои што беа вклучени во цела, кои ми помогнаа вака да дојдам до овој чекор и до целосната организација и во Црвен крст кој што ми помогна и на самиот ден на настанот кога беше најтешко тоа доживување. Како психолог знам овие фази сите постепено и свесна сум и затоа можеби и одма почнавме и со поддршката и голема поддршка од професорката цело време и целото семејство каде што присуствувавме, разговаравме, меѓутоа оваа болка и оваа празнина никогаш нема да исчезне. Овдека работата во училиштето уште повеќе ми дава како да почнам кога ќе ги видам децата поголема енергија за да можам и тука се чувствувам каде што припаѓам во ова училиште и кога ќе ги видам децата причина уште повеќе и повеќе да работам и да бидам повеќе со децата. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека таа и нејзините колеги се тука за сите на кои им е потребна поддршка за да се вратат во секојдневните активности. Ние треба да бидеме тука живите споменици за сите тие што не се тука со нас, да зборуваме за нив, да ги споменуваме и да живеат преку нас. Така да Александра се обидува да го прави сето тоа. Мирјана вели дека атмосферата во училиштето каде што работи Александра и дава надеж дека таа многу брзо ќе се врати на секојдневните обврски. И вработените и учениците се сплотени во мисија да и помогнат да најде утеха. Во целото деление секој ученик го прегрнав со силна прегратка. Кажав неколку збора за него, и добри, и нели лоши. Тоа го направи со сите ученици, тие сватија дека цело училиште го познавам, секој дете. Ние вработените сме тука за нив, ако не им предаваме. Научија дека кога некој ќе каже за тебе нешто добро, е важно. Важно е. Мозокот, нели, нашите чувства се веќе во друга димензија. Не со тоа во моментот што се содруваме. Директорката на училиштето во село Зрновци вели дека мисијата останува додека не закрепнат од трагедијата која што се случи. А прегратката е лек за душата. Во Кочани лек бараат сите, за старите болки и новата рана која што ја отвори трагедијата. Загубата на 59 деца. До 10 со 70. Првото кога ќе влезат пациентите, што они се случи. Доаѓаат по терапија, но и по одговор, не можејќи да ја прифатат реалност. Семејствата на настраданите бараат од матичните лекари да бидат до нив, кога ќе мора да ја кажат страшната вест на најблиските. Вчера колегата кажуваат, вика, отидеме, па они не тера да седеме со нив, сака да ја споделат болката со нас. Ние мора да сме таму, нели? Мора да сме со нашите луѓе. Солзите не секнуваат. И кога ќе дојде нов ден, сликите и преживеаното, тоа кобно утро на 16 март не се забораваат. Првиот повик дека нешто се случува во дискотеката Пулс го добивме околу 5 часот од централната канцеларија на Црвен крст, дека има настанато пожар во самиот ноќен клуб и дека има жртви и треба да се мобилизираме со тимови. Така да дојдовме со наши волонтери во болницата и тука всушност ја дознавме сериозноста на самиот настан. Не можам да кажам дека дека сето тоа не погодуваше и нас, затоа што ова е ситуација во која прв пат се имаме соочено како цела држава и сепак да изгубиме
голем број на млади луѓе не е воопшто лесно, особено за мал град како што е Кочани. Ние се познаваме меѓу себе, ги знаеме дел од тие луѓе и тие што се за жал загинати и тие што се повредени. А меѓу загинатите е и нивната активистка Стефанија Соколова, ќерка на Александра, 19 годишна студентка на медицинскиот факултет, активистка и хуманитарка. Трчала секогаш да помогне. По нејзината смрт, Александра треба да научи како да живее без своето дете.